Пораки за обединување на годишнината од рамковниот договор. Премиерот Ковачевски порачува оти со договорот се донел мир и се овозможил континуиран развој на обединетост. За премиерот, Македонија е пример за функционална и одржлива мултиетничка демократија. Македонија е држава пример за функционална, одржлива мултиетничка демократија, која што практикува европски вредности. Ние сме општество кое гарантира еднакви права и обврски за сите етнички заедници. Македонија денес е членка на НАТО, со цврстов темелен и меѓународно признат македонски јазик и култура, која цврсто чекори со визијата што поскоро да стане дел од европското семејство на народи, каде и припаѓа. Со порака за обединување се јави и првиот човек на ДУИ, партијата која се создаде по само укинувањето на ОНА, иницијаторот на конфликтот во 2001. Али Ахмети на годишнината повикува да се завршат уставните измени за да се завршил процесот на еднаквост и интеграција. Денес несомнено сме подобри од вчера, но работиме утре да биде подобро од денес. Секогаш заедно, затоа на оваа годишнина од Охридскиот рамковен договор, повикувам на единство и обединување околу Европскиот фронт, како историска потреба и одговорност на времето и неопходен чекор за обезбедување на иднината. Само обединети сме посилни. Од ВМРО ДПМН во очи на годишнината порача дека партијата ДУИ, која е 22 години на власт по војниот конфликт, веќе треба да замине во опозиција. Ако за рамковниот договор од пред 22 години се вели дека обезбедил мир, тогаш сега по 22 години редно е ДУИ да замине во опозиција заради просперитет и развој во Македонија за сите луѓе. Со подпишувањето на договорот победија македонските бранители, а изгубија политичарите, порача Стојанче Ангелов, кој беше полициски генерал во војната. Според Ангелов, припадниците на УЧК преку ноќ од убици и разбойници станале борци за човекови права. Тој посочува дека македонските бранители достоинствено ја одбраниле секоја педа македонска земја и не ни треба НАТО да не брани. Македонија може сама да си ја заврши домашната задача. Војната од 2001 имаше неприроден крај. На 13 август 2001 под силен меѓународен притисок беше потпишан Охридскиот рамковен мировен договор. Ние, припадниците на македонските безбедносни сили, победивме, изгубија политичарите. Нам не ни треба НАТО да не брани од внатрешен вооружен напад. Нам ни е доволно НАТО да не ограничува и да не остави на раат. Ние сами ќе си ја завршиме нашата домашна патриотска обврска за одбрана на татковината Македонија. Сепак јас верувам во Македонија како заедничка држава на македонците и сите останати делови од народи кои живеат во неа. Прославата на годишнината од рамковниот договор е под надлежност на Министерството од Артан Груби, која беше и производ на истиот. За мировниот концерт на Скендербек и мировната конференција во Маврово, која трае 3 дена, Груби плати 100.000 евра народни пари на фирмата Мајстор за се, Арберија Дизајн.